Добар ден и добре дојдовте во уште едно видео на Формула 1 македонски, овој пат анализа за големата награда на Монте Карло која се водеше денеска. Каква трка, одлична трка, психолошки трилер до самиот крај. Можеби оваа трка не изобилуваше со многу пртакнувања, меѓутоа имавме една психолошка војна помеѓу Верстапен и Луис Хамилтон. Луис Хамилтон се најде на погрешните губи, можеби, меѓутоа крајниот резултат вели поинаку. Од средина на трката постојано се жалеше дека има проблем со пневматиците, дека предниот лев пневматик е готов, дека е ладен, дека нема температура во него. Меѓутоа Луис Хамилтон уште еднаш докажа дека е одличен возач и без онаа моја замерка до него дека постојано се жали на радиото, мислам дека фантастично извази оваа трка. Докаже уште еднаш зашто ова е 77-ма победа во неговата кариера и 6-та поред оваа сезона за Мерцедес, апсолутна доминација. На почетокот возбудување во трката внесе Чарлс Леклер, кој успева на неочекувано место да направи едно претакнување, меѓутоа кога се обиде да го повтори тој маневар се судри со Хулкенберг и за жал го оштети својот болид. Потоа се обиде со најмеките пневматици да ја продолжи трката, меѓутоа беше очигледно дека болидот е премногу оштетен, односно подот на неговиот болид навистина фалеа делови, така што Чарлс Леклер мораше да се повлече во боксот. Мислам дека тоа што он најмногу можеше да направи оваа трка по лошата квалификацијска сесија вчера, за жал, прерано ја заврши трката. Тоа предизвика едно црвено знаме кое внесе малку возбуда, тука и забуна во боксот. Мислам дека Red Bull дефинитивно беа криви за прерано испуштање на Макс Верстапен од боксот и дека казната од 5 секунди е навистина заслужена, меѓутоа доколку го немаше тоа, мислам дека драмата ќе беше многу поинаква. Боташ мораше еден пит екстра дополнително за да ја проверат штетата која настана при сударот со Макс Верстапен во боксот. Така што Боташ некако мислам дека е најголем губитник од целиот тој дуел. Фетел тивко резервирано си го зема второто место. Мислам дека ова е најдобро нешто што можеше да се надева Ферари на днешната трка, бидејќи и Red Bull и Мерцедес имаа подобар перформанс од трка во нив. Така што за Red Bull ова е, односно за Ферари, ова е еден поклон. Второ место за Фетел, можеби малку да се стабилизираат работите во Ферари по уште еден лош викенд оваа сезона за нив. Кажувам условно лош, бидејќи Ферари очекуваме да биде во борба рамо рамо со Мерцедес и Red Bull за секоја трка за победа. Немаше некои други поинтересни дуели кога станува збор за оној дел од средината ке болидите. Гледаме дека Пиер Гасли си заврши на 5-то место, онак стандардна трка за него. Карлос Саинц на Мекларен со добра стратегија во пит успеа да украде некоја позиција и да се пробие до 6-та позиција, стартуваше 9-ти. Зад него двата Тора Роса, Даниел Квиат и Алекс Албон, 9-ти Даниел Рикјардо повторно Рено во бодови, Роман Грожјан исто така една неутрална трка, меѓутоа се искупи за оние грешки вчера кои ги направи во квалификациите, ги заокружува првата десеторка и дополнување Пиер Гасли го доби оној екстра поен за најбрз круг во трката, така што горе-доле за Монте Карло, за Монако, една психолошка војна, еден психолошки трилер. На крај видовме онаа шанса на Верстапен да го престигне Хамилтон. Мислам дека Хамилтон премногу агресивно тука затвори, меѓутоа на самиот лимит на ферплей, и како што спомнаа коментаторите, дури и Верстапен да го преминеше Хамилтон, тоа немаше да го смени поредокот на крајот, меѓутоа Верстапен сакаше возачка победа, онаа тркачка победа на стаза, а потоа на зелена маса, казнени поени и се друго да се одлучи. Така што тука станува збор за онаа психолошка војна помеѓу возачите, кој прв ќе попушти. Макс Верстапен нема намера да попушти, ни помалку ни Луис Хамилтон, затоа и 5-кратен светски шампион, затоа има 77 победи, скоро ги служи сите рекорди. Следната трка во Канада ќе биде возбудлива, каде што има долги правци и спори кривини. Еден интересен микс. Канада секогаш нуди големи возбудувања. Канада има секогаш непредвидливо време, така што за 2 недели исто така Ферари најавија и надградба на моторот, уште една и на шасијата за Канада, така што се надевам на многу поинтересен и повозбудлив викенд од тркачки аспект во Канада. Потоа ни следи Хунгароring, ако не грешам, исправете ме, така што мислам дека ни престои еден поинтересен дел од шампионатот. Тоа е се што имам да кажам во однос на оваа трка денеска. Доколку ви се допаѓаат видеата на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер, сабскрајб, искоментирајте кој е вашиот мислење за денешната трка, кој е вашето мислење за оној инцидент на 2 круга пред крајот каде што Луис Хамилтон и Макс Верстапен се судрија. Дајте го својот коментар и се гледаме понатаму за следната трка. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и поздрав.